Мојот став е дека работите во Македонија не се добро поставени. Најголеми извори на приходи би требало да бидат приходите од даноци на имот и комунални такси. За жал, тој потенцијал на данокот на имот, за кој даночниците сметаат дека е убедливо најдобар данок на имот кој човештвото досега најдобар данок кој човештвото го измислило затоа што е пропорционален на степенот на богатство на луѓето. Кај нас е многу мал, стапката е од 0,1 до 0,2. А сега јас ќе ви кажам податоците колку е данокот на имот во други држави. Во Грција е од 0,3 до 0,8%, во Данска од 0,6 до 2,7%, во Латвија 1%, 1,3% во Португалија и во Шведска од 1 до 1,5%. Перспективно, сега ова е драматично, јас што ќе го кажам, меѓутоа мислам дека има простор за 10 пати да се зголеми данокот на имот, но постепено, значи да дојде од 0,1 до 0,2 на 1%, и така се смета во теоријата дека за 100 години ние како собственици на својот имот треба, колку што вреди нашиот имот, да и платиме данок на собствената општина за услугите што ни ги дава. Во оваа ситуација данокот на имот е многу мал извор на приход и ние зависиме од трансферите на средства од персоналниот данок и од данокот на додадена вредност, и затоа нашата борба од ЗЕЛС од 4,5% од данокот на додадена вредност да порасне на 10%, од 3% од персоналниот данок да порасне на 50%, со цел да ги направиме општините да можат да водат собствена автономна политика. Во оваа ситуација сега општините не се самостојни и не се автономни и може да се рече дека тие се зависни од органите на централната власт.